Таа школото не е за нас, зашто све е кршина. Сите албанците влегуваат натре, пишуваат некои зборови таму, сите ромите викаат ќе ги утепам. Така натре што пишуваат на таа таблата. И нашите деца кога идат таму, таа наставничка не знае добро да ги учи. Нашите деца повеќе испаднат од таму неучливи добри, повеќе дома знаат цигански него македонски. Бевме на друго школа нашите деца да ги пишуваме, нашите деца ништо не знаеле. Таа наставничка не е добро. Не ги научиме нашите деца добро. Таа школото све е кршено. И немаат помош од каде да ја намеса таа школото. Затоа ние не тиме више таму да ги пуштиме. Никакви нема, ни прозор, ни грејне нема, ни дрва таму нема, ни ќумбесо више нема таму да се гори. Нашите деца таму кога идат се смрзнат. Немаат услови никако таа школа. Све е кршено. Па ниту не ги учи добро. Не ги учи, не ги прави. Нашите деца се повеќе неписмени него што се писмени. Редовно одат, доаѓа редовно. Нашите деца идат редовно, наставничката не е редовно. Наставничката по 3-4 дена не иде во школа. Нашите деца таму ќе идат, ќе се смрзнат надвор, ќе седат да ја чекат, наставничката не е таму. Еве прем денеска мојот син не можеше да иде во школа. Син ме инвалид, а му зборувал, вика, празник е, немојте да дојдете. Што ако инвалид? И он сака да се учи. Сака и он нешто да знае. Она зборува, немојте денеска да идете, празник е. Не знам како да ви зборувам. Секој ден е за незе празник. На другите школови нема, а за незе има. Мора да учат тие деца, да останат неписмени ли тие деца? Нема ништо, све е кршено натре. Ладно, сега иде, како да ти кажам, зима оди. Ладно, натре се смрзнаме ние надо. Па они ни кажеле вчера, кобажимски празник, колку 4 дена у школа не може да одиме у школа. До 11-12 сати учат и се доаѓа дома. А по доаѓа тука, играат тоа, ништо не дават, ништо ни храна, ни ништо не дават. Кој да автобусни ги зимат. За овој вика, зашто идеш со прљави алишта? Смрдиш, правиш, не оди во школу. На која насал без живееме една школа.